Почитувани, добар ден. Време е за најновото издание на Црвена линија. Празникот на жената 8 март секогаш е проследен со подароци за учителките, наставничките, професорките. Учениците, но и родителите неколку недели претходно се ангажираат за собирање пари и се пуштаат во потрага по совршениот подарок. На листата на најчесто подарувани се оригиналните парфеми, сребрен или златен накид, декорации и украси за домот. Она што треба да биде символ на вниманието и почита кон една жена, цвеќето за жал се става во сенка на скапите подароци. Но 13 февруари оваа година почна да се применува новиот закон за вработените во јавниот сектор, во кој вредноста на подарокот кој што смеат да го примат државните и јавните службеници е ограничен до 1000 денари, и тоа најмногу 3 пати во годината. Во оваа категорија спаѓаат и учителките, и наставничките, и професорките во училиштата. Но еве го, утре е 8 март. Порано подароците беа во вид на цртежи, песнички, па честитки, па по некоја ружа, па цвеќе во саксија, зумбул, фикус, па бомбонјери, торти, обетки, на раквица златно ланче, часовници, па патувања и во последно време мобилни телефони. Учениците во училиштата собираат пари за подароци, но родителите се тие кои не штедат на подароците за учителките, наставничките и професорките. Црвена линија денес ве прашува дали треба да се прекине со подарување подароци на учителките за 8 март. А сега кој редакцијата во пресрет на утрешниот ден, меѓународниот ден на жената, нема да изостави да им го честита на сите жени утрешниот празник. Секако ве подсетувам задолжително да не заследите на Инстаграм пред се, бидејќи веќе во текот на овој ден е активна нашата Инстаграм стори анкета. Заследете го најнапред профилот на Црвена линија, кликнете на Инстаграм стори и одговорете на следното прашање. Дали се скверна ви поценува 8 март како празник? Вака изгледаме на Инстаграм стори, како што гледате имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на опцијата која што е ваш одговор, а истата анкета сосема логично е објавена и на Инстаграм профилот на Телма телевизија, поточно на Инстаграм стори. Така да учествувате активно и во анкетата, а секако ќе ни биде драго и да ве имаме како и во секој издание на Црвена линија во огромен број со вашите одговори на нашите прашања. Подсетувам, Црвена линија денеска централно прашање е дали треба да се прекине со подарување подароци на учителките за 8 март. Меѓу другото, ќе ве подсетам за оние можеби кои што ете токму денес за прв пат ќе се охрабрат, а верувам ќе ве има такви многу да учествуваат во контактна емисија како Црвена линија, задолжително завртете го нашиот број 023070005 и не заборавајте особено на овој технички сегмент, задолжително и целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот, за да немате ли впечаток дека некој друг зборува наместо вас, дека не сте вклучени во програмата, а секако време траењето на едно јавување е 90 секунди. Верувам дека секој од вас ќе ја искористи можноста да го сподели својот став и мислење со гледачите на Црвена линија. Добар ден! Ало, добар ден! Убав ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Видете, ова ако се прекини подароците на учителите и учителките, ќе стане антипродуктивно. Зошто? Ќе мора да остануваат на полагање, ќе мора да имаат единици, двојки, тројки, тешко четворка некоја и петка. А сега сите се со петки, никој не понавља, сите терат нагоре, подароците следат. Не се само подароците, има други работи. Од тука излага кадарот таков како што ни е. Необразован, како да речам и неваспитан. Па се тепат по школите таму, па недисциплинирани. Наставниците и директорите и директорките не преземат никаква мерка за учениците. Тоа е
како да кажам, распад на школството, распад. Наставникот треба да следи детето и дома што работи, како се однесува. А не ме интересира во училница, кој ќе иде до училници во дворот и на кај дома, што сакат нека прави. Ама не учи, ќе дојде татко му, мајка му, ќе пишат петка и одлично ќе го направат. Еве, никогаш кога, се извинувам, никогаш кога вие бевте ученик, еве како се одбележуваше во училиштето празникот на жената? Па како се одбележуваше? Многу едноставно, без такви... Па и нема... Благодарам, верувам дека може би повторно ќе ве слушнеме во исто ова издание. Подсетување 90 секунди е време траењето. Црвена линија, еве што ве прашува денес. Дали треба да се прекине со подарувањето подароци на учителките за 8 март? До нема да изоставиме да ве го поставиме и денешното анкетно прашање. А тоа дали се сквернава и поценува 8 март како празник? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Денот 8 март, денот на жената, денеска е 7, не е 8. Рековме во пресрет на утрешниот ден, со оглед на тоа што петок, еве го посветуваме ова издание и секако среќен празник и вам. Да, благодарам. Прво, учениците никој не ги тера да собираат пари и да купуваат на наставничките подароци. Тоа си го прават родителите, си се договараат што да купат, поготово од прво до четврто оделение ке помалите ученици. Меѓутоа, најчесто што се носи цвеќе за 8 март, а такви подароци не се носат. И јас сум била ученичка и знам како е во училиштата. Немојте да ги понижувате наставниците, дека тие бараат да им носат учениците. Ке напоменеме дека Црвена линија не ги понижува, туку нагласува дека се менуваат трендовите низ годините, па сега родителите се тие кои што собираат средства. Ете така, тоа се родителите и родителите се тие. Кога беа само децата, дали имаме се уште гледачката на линија? Да. Кога беа само децата, тогаш децата купуваа цвеќе за 8 март. Така, благодарам многу за вашите одговори. Останете секако со нас, нема да изоставам секако и задолжително да ве подсетам дека активно учествува Црвена линија можете да земете и преку пишување коментари, но и споделување на истите на Facebook профилот е Црвена линија, кој што секако најнапред треба да го заследите и како изгледаме таму. Црвена линија секогаш преку фотографија, графика го поставува прашањето до вас. Денешното прашање е дали треба да се прекине со подарување подароци на учителките за 8 март. Пристигнати се поприлично доста коментари, секако по гледачите ќе вклучиме и ќе читаме и коментари меѓу вклучување на гледачите. Ајде да видиме што ќе кажат следните јавувачи. Добар ден. Добар ден. Убав ден и вам, во Црвена линија сте, повелете. Се слушаме, така? Да, повелете. Одлично. Прво, да им го честитам 8 март на сите особи од поубавиот пол. Благодарам во името на сите жени. На сите, да. Значи, јас сам био први, што вика Србин, најбитно. Јако е во пресрет на празникот, се е во ред кој ќе се направи некоја чест. Што се однесува до темата, да ви кажам, тоа е чист мито и корупција. Видите, како тоа во денешно време сите кукаат, немаме пари, нема ова, на децата ги ставате во незгодна ситуација. Да купи злато, кој ќе се надпреварува, кој повеќе ќе купи за учителката. Апсолутно не е во ред, видите. Тоа е дел од нашето општество и нашите состојби во државата. Јас ќе ви кажам претходни состојби за да споредиме што чини, што не чини. Не е битно кога било. Ние на времето, битно е вниманието на учителката да ја честитаме 8 март. Па некој ќе скине цветче од дворот, разбирате? А не као сега 200-300 денари и буке само да земеш и да го фрлиш, а да не зборувам за други подароци. Не сваѓате?
Мора да се сведеме на реалноста, секоја чест на празникот. Јас си викам една реченица, стално си ја повторувам, што би правеле ние мажите без да бидете вие жените на светот. Би бил страшно лошо место за живење. Големо благодарам и во името на сите жени благодарам и за убавите зборови и секако за честитките во пресрет на утрешниот ден. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Среќен 8 март во пресрет на утрешниот ден. Сега е време и да ви честитаме со оглед на тоа што во петок се случува црвена линија, ден пред 8 март. Така, исто и јас би сакала да ви го честитам Интернационалниот ден на жената на светско ниво. Благодарам многу. Што се слави и во ова прилика би сакала да кажам дека секако дека по мое мислење не треба да се прекине ова традиција со подарување на некое символично подароче за наставничките, учителките секако и воспитувачките во кои што се вклучени од мали нозе децата да ги воведуваат во образование, во култура и во воспитание. Мислам дека тоа се првите чекори кои што поголем дел во нашата земја женскиот пол учествува во образовниот процес и во воспитниот процес и децата без оглед дали се женско или машко треба да се учат да прават едно мало внимание, дали е тоа например, купена хартија, па направена во вид на честитка, сепак некое минимално средство мора да се вложи. Така, да според се вас, каде тој гледате поголемата тежина во однос на вниманието? Дали се тоа скапоцените подароци или пак еве токму изработените честитки? Секако дека убаво би било секое дете да се од страна пред се од родителите тоа од домашното воспитание да се воведе да може да биде креативно, да може ако може да го изработи на свој начин со. Благодарам многу секако за одговорите. Уште еднаш среќен празник и вам. За оние кои што ќе сакаат повторно секако да се доискажете додека трае црвена линија, секако е и препорачливо повторно да го завртите нашиот број за нови дополнителни 90 секунди. Пристигна многу коментари, секако ќе почнеме и со читање на истите. Заследете на Facebook, профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што е истовремено објавена темата. Ке почнеме со коментарот на господја Цветанка Стојановска. Пред се пожелно е да ја знаеме суштината за прославувањето на 8 март. Денот кога начело со Роза Луксембург се слушна гласот на жената за остварување на нејзините права и равноправност, а не за поклони. Тоа значи дека 8 март не е ден на учителките, наставничките и професорките. 8 март е меѓународен ден на сите жени и треба да се прославува скромно и достоинствено, а не со скапоцени подароци. Со тоа се поценува значењето на празникот. Треба да се прекине со давање скапи подароци на учителките, а родителите конечно да сватат дека со таков гест нема нивните деца да ги направат подобри граѓани. Честит 8 март, ти на големо благодарам господја Цветанка, секако честит 8 март и вам. Останете со Црвена линија, продолжуваме со гледачи во живо. Добар ден. Добар ден. Убав ден, среќен празник. Честит празник на сите жени и на вас посебно, нели? Вие сте на работа денес. Големо благодарам во името на сите жени. Ете така сега, вака да кажам, малку среќа што се падна во петок, иначе Сваровски ќе работеше во судот. Второ што сакам да кажам, значи со цвеќе, да, меѓутоа со големи скапи подароци, не. Тоа не е више, не е ни мито, ни корупција, него е глупаштина по некоја моја логика. Али цвеќето секогаш го означува нештото што е убаво. Према тоа, ова Сваровски што беше во судот, вие сте темата само на учителките, учениците и на школството. Подароци има на секаде, скапи, ненормално невредни, мислам вредни.
да се продолжи скромно и нормално. Ви благодарам и уште еднаш среќен празник и убаво да си поминете утре. Благодарам многу, секој добро и многу здравје ќе ви посакам и секако среќен 8 март и големо благодарам за вашето учество и одговори во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ќе потсетам да пишувате коментари, секако ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите и додека да вклучиме гледачеве да потсетиме што е во фокусот на денешната Црвена линија. Учениците и родителите во пресрет, односно кога станува збор за празникот на жената 8 март, факт е дека така и се менува традицијата низ годините. Неколку недели претходно се ангажираат за собирање на пари и се пуштаат во потрага по совршениот подарок. На листата на подароци најчесто се наоѓаат оригинални парфеми, сребрен и златен накид, декорации и украси за домот. Она што треба да биде, се извинувам, символ на вниманието и почита кон една жена, цвеќето, за жал се става во сенка на скапите подароци. Па денес Црвена линија прашува дали треба да се прекине според вас со подарување подароци на учителките за 8 март и дали се сквернави и поценува 8 март како празник. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, ако треба на учителките, онда и на учителите ќе треба да им дават подароци. Зашто да биде во подредена ситуација учителот? И тоа врши истата работа како учителката. Сега ќе рече некој види го шовинистички размислување ова она. Реалност, за мене, купување поклон цвеќе денеска на своја невеста и еве знак пажње, леле, љубови, ја многу те сакам, те обожавам, ти си ми светиња, гледам во тебе икона. Позади неја правам чудеси, не ме знае, не ме гледа, предпоставува. И што сум постигнал со тоа, па и некојаш ако дојде човек у ситуација може да употреби некој карате запад или бокс запад и послеже и невеста и цвеќе. Исто и така и со учителкиве. Нема потреба зашто. Нема разлог не гледам ја. Ја кога сум учил школа немало купување такви работи. Дали комунистички систем беше ли? Иако тоа е идеолошки празник, затоа што е на комунистички идеологија. Според вас дали еве начинот како некогаш нели рачно изработени честитки, цвеќенца, напишани пораки од учениците го имаат. Види се вака, ако заслужила ќе добие. Поголемиот ефект. Ако заслужила ќе добие, инаку ако не. Добро, благодарам за учеството и за одговорите. Секако станете со Црвена линија. Одиме повторно на Facebook. Ке продолжиме со коментарот на госпоја Јованка Грујовска. Во 21 век да се коментира за цвеќе, парфем, новчаник и слично што го добиваат учителките за нивниот труд е срамно. Зошто не се дава акцент за оние кои земаат илјадници евра плата, добиваат гратиси патувања, бренд на чанти, вечери во луксузни ресторани или за оние во собрание со илјадници евра патни трошоци. Учителките со нивните 40.000 денари плата заслужуваат ли да бидат денес на тапет? Срамно и грдо. Најдете некоја тема која нема да го фрустрира народот, туку ќе шири емпатија и почит наспроти нетрпеливоста. Новинари, внесете нова енергија. Драга господја Јованка, пред се и вам честит нека ви е утрешниот празник 8 март. Благодарам за коментарот. Го цениме вашето мислење и она што го пишавте, но еве и да ви укажеме дека резултатот на ваквата тема е што низ годините навистина се менува традицијата што се подразбира како подарок за празникот
8 март, кога станува збор нели за дечињата кои што од секогаш сакале нели да врачат подарок. Она што Црвена линија всушност денес прашува е дали треба да се прекине со подарување подароци, односно оние кои што се актуелни, како нов мобилен телефон, скапоцени подароци, понекогаш и ваучери за патување, или може би символиката на вниманието е вредноста, според вас, тоа вие ќе кажете, секако е поголема кога дечињата како и некогаш сами изработуваат честитки, пишуваат пораки и секако дури и креира цвеќиња и букети изработени од украсна хартија. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме Јас се јавив пред кратко, си честитавме празник, сега се да се дополнаме прекина времето. Така, продолжите. Да, јас кажав дека децата треба секако од мали нозе да се воспитуваат и од дома и во образовниот и воспитниот процес. Па, значи, секако дека, како што да ве надополнам и како што спомнав, да се биде тоа символично, со изработка рачна, цвеќе обавезно и до бомбонjera може. Тука, скапи подароци секако дека како патувања или накити или парфеми, така, тоа е веќе луксус, но убавиот збор и гестот треба да се продолжи како еден символ за почит, затоа што жената во денешно време се слави овој ден на интернационално ниво инспирација во семејството, во општеството и во бизнисот на работното место. Така да мислам дека тука би го завршила разговорот. Што ме инспирација, таа треба да се одбележи секако. Тоа би било. Така, дали мислите ќе го искористиме времето, поголема вредност има подарок во кој што се вложило енергија, отколку кој што е скапоцен и купен со собран? Да. И подарок кој што се вложило енергија, труд и своја замисла е нешто највредно и скапоцено. И тоа се цени и се вреднува и се запамтува. Благодарам секако за повторното учество и уште еднаш нека вие честите и вам утрешниот празник 8 март. Ке подсетиме всушност дека 8 март неговата символика и вредност се огромни со оглед на тоа што е меѓународен ден на жената. Всушност светски празник што се одбележува секоја година на 8 март. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и секако социјална рамноправност со мажите. Добар ден! Верувам дека ќе имате трпение, секако од режија сите се ангажирани. Секако знаеме дека е секогаш и голема активност од другата страна, така да особено по вртењето на телефонскиот број 02307 005, не заборавајте да го намалите и целосно тонот на ТВ приемникот. Добар ден! Добар ден! Убав ден! Па, освен цвеќе, ама баш ништо за 8 март за наставничките. Барем жена ми, покојната, беше наставничка. И па носеше едно чудо цвеќиња, бидејќи беше предметен наставник од 5 до 8, така да имаше од секој клас, па ајде по едно цвеќе, и што ти ја знам, се збираја многу цвеќиња и ги раздаваше нормално по пријателки, по комшивки, по едно по друго, многу цвеќиња, нешто ќе задржеше за нас тука, за лавазна, и тоа беше се. Јас бев многу против да му се дава некаков подарок и ми се чини и скоро и да немаше подароци. Освен кај што беше класен раководител на крајот кој ќе завршуваше за полуматура, ќе му даа некој подарок за спомен, така, исто така нешто скромно. Така да не беше нешто. Јас сето тоа го рачунав дека од повеќе, меѓутоа дете како дете
Ете, сакам на наставничката да му подари еден цвет или било како. То не може да се забрани. Ни родителите можат да го забранат, никој не може да го забрани. Така, благодарам за одговорите и што споделевте сушност на што сте сведок кога станува збор за подароци од страна на учениците кон своите наставнички, професорки, учителки. Добар ден. Дали е намален? Добар ден, дали е намален тонот на ТВ приемникот? Дали сум ја на линија прво? Да, секако повелете, ве слушаме. Благодарам. Приемникот е намален на 0. Вака сега. Значи, прво, јас сум, да речеме, доста возрастен човек. Во времето некогаш и ние подарувавме на нашите наставници, но повеќе од свеќе ништо, значи, не сме подарували, но и наставниците биле толку многу скромни во тоа време, не барале да нешто да преюдицираме, нешто да енормно да купуваме. Знаеа нашите можности, знаеа колку сме моćни, меѓутоа тоа беше само колку да се бе. Во принцип го признам само подарокот на сопругата, ќерката, снаата, да речем, во кругот на фамилијата, каде што, да речеме, на некој начин, значи се што ќе се купи останува пак во кругот на фамилијата. Но само ќе речам, нека ви е честит денот, да имате добро здравје, да имате долг живот и да ви се исполнат сите желби што се вели во иднина. Оно досега што се има, тоа поминало. Значи, меѓутоа, значи ова што сега се прави, стварно е, да речам, ненормално е. Значи, децата, дали некој меѓу нив ќе ги, да речем, организира, да купиме ова, да купиме она, ама за тоа треба толку пари, па дома на родителите, па мора да купиме и така натака. Тоа се, значи, преваѓа во некоја си, како да речем, мегаломанија, но сум, освен цвеќе, ништо повеќе. Ни дома, ни надвор, ни во школа, ама апсолутно никаде. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и вам за честитките во моје, секако во името на сите жени кои што ја следат Црвена линија во овој момент. Продолжуваме и на Facebook со коментарот на Наташа Игеска, еве што напишала: здраво Тина, среќен ти 8 март, лично тебе и на другите вработени во Телма телевизија. Благодарам, Наташа, среќен 8 март и тебе. И среќен да е и за сите жени во државата. Ако сакаат учениците и да го одбележат денот на учителката, за тоа што цела година е другар и учителка која ги воспитува учениците. Доволен е само еден скромен букет од сите ученици. А такви скапри поклони учителките ќе си добиваат од блиската фамилија. Поздрав. Поздрав и благодарам, Наташа, за учеството преку коментар. Добар ден. Добар ден. Пред години, кога син ми почнуваше прво оделение, сега има 50 години, на првиот родителски состанок учителката ни рече: нема подароци да ми давате, не примам подароци. Един од свеќе, и тоа не поединачно, од цел клас заедно. Што значи дека ставот на наставничката е битен. Една ваша гледачка се јави и рече: не се криви учителките, не криви се затоа што примаат подароци. Ако не примаат, ова учителка беше Милица во Кочорацин горе на Водно и беше доследна до последно, додека ги учеше децата. Ако се наставниците доследни, нема да има подароци. Фала, многу пријатно. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Секако останете со нас. До сега можеме да слушнеме најразлични ставови, размислувања, одговори, така да оваа дискусија активно продолжуваме и понатаму со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Да, добар ден, Тинче. Среќен празникот нека ти е. Благодарам, нека е среќен утрешниот празник и вам секако. Па Фала, благодарам. Кои се вашите одговори на нашето прашање? Да, значи една мала пажна, еден мал поклон, може со цвеќе, ако се повеќе души еден букет, една мала пажна за 8 март за жената, друго ништо. Еве, кога зборуваме за вредноста на вниманието и подарувањето, знаеме дека наназад, нели,
генерациите како вас, верувам, некогаш се изработуваат честитки, сите деца активно учествуваат во изработка на букети и така натаму. Така е. Според вас, еве, зошто низ годините се смени трендот, па еве се сретнуваме со луксузни подароци? Не би требало со луксузни подароци, тоа не се сложувам со тоа. Така, а зошто еве низ годините се сменија тие трендови? Па не знам, Тинче, не знам. Мене не ми се допаѓа тоа. Така, добро. Да, друго не знам што да кажам. Тоа е. Па добро, бевте куси, но И сега... во градинките децата кога биле си правиле честитки, да, за мајките, за учителките, па и ние кога сме биле на школо, па по еден карамфил, по едно... Така. Благодарам многу сега кога ги дадовте одговорите на нашите прашања. Во продолжение ќе го прочитаме и коментарот на господинот Трајче Конески, кој што напишал: најубаво нешто е тоа за една мајка, жена, наставничка, девојка. Тоа е еден ден во годината, пред се почитување, нека ви е честито 8 март на сите од понежниот пол. Големо благодарам господине Конески и за честитките во името на сите жени и во мое име, и секако благодарам и за учеството преку коментарот. Продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Во контекст на темата сакам да кажам честитка до сите мајки за утрешниот ден и малку вака ќе направам дигестија. Кога бевме ние ученици во основно училиште, изработувавме подароци за мајките, пишувавме текстови за мајките. И за кај нас беше вродено во мислите дека тоа е празник на мајките. Со текот на времето се измени и се изобличи во празник на жените. Но тоа е меѓународен ден на жените. Ние така го учивме на времето, како празник на мајката. И јас сакам да остане во моето секјавање како празник на мајката, а жената како едно прекрасно суштество треба да биде цела година почитувана, нели, сакана. А ако жената се сакала да се избори само за еден ден во годината, према мене не е правилно. А еве, според вас, каде ја гледате поголемата вредност во оние рачно изработени така. Да, во подароци или еве новиот инспиративните тренд на напишани песнички од децата за мајките, подароци, значи да не се оде кон комерцијално некој, значи инспиративно од душата на детето да направи подарок за својата мајка. Значи да не се оде толку на комерцијалноста. Така. Дали според вас еве се скверна ви поценува 8 март како празник? Па не се скверна, ја ви кажам во стартот дека се изобличи во празник на жената од празник на... Вака, драго ми е што се вклучивте во дискусијата и секако што ги дадовте одговорите. 8 март секако ќе потсетиме меѓународен ден на жената, светски празник што се одбележува секоја година 8 марта. Всушност причината за тоа е со оглед на тоа што е ден кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Кога мислиме, нели, на најверојатно кога мислиме на силна жена, мокна жена, секогаш тоа е символ и на мајката, а наставничките секако и беа втори мајки во училиштата и се уште се. Но она на што ставаме акцент денеска во Црвена линија е во однос на менување низ годините на трендот, односно символиката и вниманието во однос на подароците. Од година во година, всушност на иницијатива е на родителите, подароците стануваат и полуксузни, поскапоцени, па дури еве на листата се наоѓаат покрај украси за домот, воучери за патување, дури и мобилни телефони. Некогаш децата ги изработуваа, нели, подароците за своите учителки, наставнички, низ честитки, рачно изработени букети, како и, нели, символично подарување на цвет. Па еве, мислите ли дека треба да се прекине со подарувањето подароци на учителките за 8 март? Добар ден. Добар ден, Македонија. Повелете, ве слушаме. Јас сум во програма. Да, господине Тале, повелете. Па пред се јас сум православен христијанин и за мене утре е празник,
Тодорова сабота на Свети Теодор Тирон. Знам дека е Великденски пост. Честити ми на кои сте викаат Теодор, Теодора утре. Да се здрави живи. Сега давање подароци можда е убаво, но не знам да не стане некоја си да не е повод за гребење кај наставничките од дечињата или пак кај дел наставнички да не стане дрчност, материализам, дека да ми дадат децава подароци да се соверам. Не знам, чудно ми е, а сепак за мене има многу денови кои се денови на жената. Има цела недела после Великден, недела на жените мироносници, кои биле благословени од Бога да го видат први да го видат Христа Бога воскреснат. Има такви многу празници на жени хероини. Мајката Божја неголема жена на сите времиња. Заштитничка наша, Мајка Божја, чудотворка, која се моли на Бога за наше здрави спасение. Затоа велам, не сум толку повај тамо некои светски, некои наметнати од запад, некои денови, туку сум си православен христијанин. Еве, кога вие бевте учени, какви подароци во тоа време се... Ами тоа што деца купувавме, збиравме пари, купувавме, ама не знам, ми е многу така, не знам, снобовски онака, не знам. Така, добро, благодарам за учеството. Ќе продолжиме и со коментарот на Facebook на господинот Зуки Настески, кој што го напиша следното. Не мора да се чека празникот за убаво цвеќе и за внимание, ништо повеќе за вистински господин. А ова со учителките и наставничките е претерано. Во секој случај, честит утрешен празник и на тебе, Тина, и на сите жени и мајки. Големо благодарам господина Зоки и за честитките и секако за учеството и за коментарот. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Еве вака моje размислување. Јас многу бев среќна кога некој ќе ми поклони нешто. 8 март, конкретно сум жена, нормално ми било мило, драго. А и онака, во животот има многу поводи за поклони. Ама бев уште посреќна кога ќе можев некому нешто да поклона. Секогаш не можев, некогаш од здравствени причини, некогаш од материјални, меѓутоа тоа е огромно задоволство на човек некому нешто да даде. Финансиски, па тие што имаат многу, зошто па и да не дадат многу? Ако сакаат, тие што имаат малку, малку ќе дадат. Меѓутоа желбата да се подари, да се испочитува нешто е огромно. Огромно нешто, не знам како да ви објаснам. Често пати слушам доста со овие родендени, со матурски, со свадби, со ова. Па кои се другите останати задоволства во животот на човекот? Ратови ли треба да имаме? Востанија? Револуции? Не бре луѓе, па тие се тие поводи да се дружиме, да си подариме нешто. Така и во однос на училиштата, да речеме, како гледате на новиот ред на скапоцени подароци, а никогаш не ли беше сосема поинаку? Па, видите се, јас сум особа во пензија. Значи, во секогаш сме подарувале на наставничката класна, ако не сме имале. И заеднички, никогаш не... Наставничката тогаш, како паметам, сега може и малку грешам, не можам да се сетам, и викаше... Истече времето 90 секунди, но големо благодарам и сега кој вам среќен утрешниот празник 8 март. Додека траеме и ве подсетувам, можете слободно повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. На прашањето дали треба да се прекине со подарување подароци на учителките за 8 март, еве господја Лилјана Чокревска Алексик што напиша: не, доколку станува збор за цвет. Вингчун напишал: поздрав до најдобрата водителка, благодарам Вингчун и честит празник. Сите војни, системи и владење, па и 8 март се измислени од глобалистите со цел полесно владење и спроведување на нивните цели. Целта на 8 март првично била барање на повеќе права, рамноправност и слободи на жената и не се бореле за подароци. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во врска со вашиот слушател, што пред известно време се јави и спомна дека е 8 март празник на мајките. 8 март не е празник на мајки. 8 март е празник на сите жени кои се бореле за равноправност во општеството. Нема врска мајки, немајки.
И зошто до ден денес не знаат значењето на 8 март. Фала. Благодарам многу. Продолжуваме понатаму да видиме какви се коментари пристига. Драго ни е што сте активни и секако продолжете така. Ленче Котеска го напишала следното. Немам ништо против децата со скромен подарок да честитаат 8 март на нивната наставничка. Еден цвет не менува ништо. Не треба се да се комерциализира. И онака наставничките ги фрлаат пластичните цвеќиња или други слични подароци од учениците. Среќен 8 март на сите жени во светот. Благодарам за одговорот и секако среќен 8 март и вам, господја Котеска. Добар ден. Ало, во линија сум. Да, и тоа на црвена линија, повелете. Овде Ајановски Ташо. Повелете, Сашо, ве слушаме. Среќен 8 март утре. Големо благодарам во името на сите жени, а и од мене. Сега темата дал да се прекине, не да се прекине, да си се даруваат, пошто учителката ги воспитува, ги учи, ги прави кои министри, кои директори, кои работници и така натаму. Они се најхумана личност во школството, како да речам. Ама треба и на учителите да им се подарува кога е на 21 ден на мажот. Дали знаете? Ајде да ве прашаме, кога веќе зборуваме за подарувањето, дали сметате дека треба да се продолжи со тој тренд на скапоцени подароци или според вас поголема вредност имаат оние подароци кои што се изработени токму од рачињата на децата? Од децата на рачињата, ама и тие што се имотни, кои што си има пари ке и подари на учителката. Ние порано зимахме букети и така. Јас сум 69 годишен и така да нема тука запирка и точка и прашалник. Што се подаруваше никогаш, господине Сашо, кога бевте вие ученик? Ние букети, мислам цвекиња, како да речам. Така, благодарам многу за одговорите. Секако продолжуваме понатаму со коментарот на Татјана Тачи Младеновска. Еве како напишала, абе, нели ви е срам? Што не прашате до кога ќе се исплаќаат кири и патни трошоци на пратениците? До кога ќе јадат авокадо, а народот нема за леп? За цвеќето на учителката се фатиле. Прво благодарам господја Татјана, секако за учеството. Ќе ви посакаме и вам, ќе ви го честитаме утрешниот празник, 8 март. Она што црвена линија всушност се фати за, како што велите, нели, и го става фокусот, акцентот е во однос на минувањето на низ годините на трендот што се подарува на училиште. Факт е дека на иницијатива на родителите, сведоци сме дека на листата на подароци за Меѓународниот ден на жената се наоѓаат украси за домот, потоа оригинални парфеми, сребрен, златен накид, па дури во последно време не е невозможно да се пресретне и мобилен како подарок за наставничката. Еве, дали сте да се укине овој тренд на подарување и дали сметате дека поголема моќ, вредност и символика на вниманието имаат подароците кои што се изработени од дечињата во форма како што и некогаш беше, честитки, букети од украсна хартија. Ето, тоа е тоа што всушност денес прашува црвена линија. Благодарам господја Младеновска за учеството преку коментар. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Убав ден и вам, повелете. Поздрав до сите жени, нека се живи и здрави. Среќен празник. Благодарам во името на сите жени. Како беше тоа, вика, жената е најголемо зло без кое не може човечанството. Уште еднаш среќен празник му е. Благодарам многу. Секоја чест на госпожата му одговори на господинот малце да ги раздвои мајка и 8 март празник. Сега за темата на кратко. Јас не би сум да се продолжи. Зашто? Затоа што децата
и во забавиште, и до 8 и до средно, ајде речиме до 8, учителките, наставничките како втора мајка му се. Тие му дават една основна даска во животот. И тоа е една пажња ако му се даде. Зашто? Не е тоа грев, не е тоа подмитување, не е тоа корупција. Според вас, кои подароци имаат поголема вредност? Скапоцените, скапите, или може би оние кои што се изработени? Пажњата. Некој што има поскапо ќе му даде, некој обично цвеќе, некој, значи пажњата од ученикот спрема учителката и спрема некој е најголемо. И од срце да се даде. Значи да не должам да се продолжи. Така, добро. Нека живеат учителките да ги воспитуваат убаво децата. Бидете поздравени, учедна среќен празник. Све најдобро. Големо благодарам во името на сите жени и секако благодарам и за одговорите. Еве што напишала Македонка Мирковска, практично реплицирала на коментарот на господја Младеновска. Вели Татјана Таци Младеновска, не е цвеќе во учери за ташни, парфеми, чевли, накид и не е срамота да се начне темава. Срамота што учителките воопшто примаат подароци од 2 до 3.000 денари. Павлина Цоневска напишала, никој не ви бара, не мора да давате тие пари, дајте ги за патни трошоци и репрезентации на функционерите. Како и да е, еве, дали сметате дека треба да се прекине со подарување подароци на учителките за 8 март? Добар ден. Повторно јас. Ако повелете? Ме изнервира тој еден човек, подароците да се даруваат само мајките. Нема врска. Жената е жена, без разлика. Не се знае точно Клара Цеткин и Роза Луксембург шо беа. Дали беа мајки, или беа сопруги, или беа без разлика шо. Беа жени. Ете, тоа беше тоа. Се бореа за своите права, се изборија за некои работи таму, за некои права и едноставно го платија цехот. Значи, водеа борба за жените. И тука е. Не би имал шо повеќе да кажам. Меѓутоа, не е денот на мајка, туку е денот на жената. Општо на сите жени. Толку од мене. Благодарам за повторното јавување. Продолжуваме на Facebook со коментарот и на господинот Чоков, кој што напиша: најнапред честит утрешен 8 март, денот на понижниот пол, но не и по слабиот пол. Во заграда, 9-месечното носење на идниот живот во нејзината утроба го демантира поимот посла пол, затоа што не би разлагал многу, а дека е подценување или сквернавање на тој ден, категорично не се сложувам. Всушност, 8 март е подсетување за мажите дека и останатите 364 дена пред и потоа денови, вниманието кон жените треба да е секојдневно. Црвена линија, поздрав, поздрав и големо благодарам и за честитките и за учеството, господине Чоков. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас сме на врска. Да, повелете. Па, во врска со ова подароците за 8 март за учителките, наставничките, јас сум да се укине тоа, затоа што сметам дека не се само учителките, наставничките, таму има и наставници, кои исто така ги воспитуваат децата и им дават смерници во животот, а не добиваат за 8 март ништо, ниту па добиваат било кога во годината некој подарок. И зошто некои родители, кога сака да се гребат кај наставниците, изнудуваат од другите деца да се купи некој поскап поклон, заради демек, ево да се додворат на наставничката. Мислам дека тоа е многу претерано што се прави сега во последно време со наставничките. Толку, нема што друго да ви... Благодарам, иако покуси од предвиденото време секако сосем јасни во тоа што го искажавте. Кристијан Вангеловски напишал: не гледам ништо лошо во тоа. Ако се праве како што било порано, од секој ученик по 50 или 100 денари.
Трајча Кунески напишал: најубаво нешто е тоа за една мајка, жена, наставничка, девојка. Тоа е еден ден во годината, пред се почитувањето. Нека ви е честит 8 март на сите од понежниот пол. Благодарам на господинот Кунески и за одговорот и за честитките, и секако на господинот Вангеловски за коментарот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па еве ви се јавува една учителка до пред 5 години. Одлично, еве. Можете да ни Не ми се пренесете. допаѓа омаловажувањето на мојата професија, бидејќи 40 години си го дадов сето свое најдобро. Најдоброто од себе. Дали ме слушате? Да, внимателно, продолжете. Гледам во екран, па извинете. И кога ќе го дадете најдоброто, не ви треба подарок. Задоволство прави да ја давате душата. И ги молев родителите на моите ученици со години да ја прекинеме таа практика, меѓутоа никогаш не успеав. Да која и родителска да ги замолував да нема подароци, имаше повеќе подароци. И потоа прекинав да се бунтувам. Инаку, откако ги излезе од зградата, ги подарува тие цвеќиња на сите. На нашите хигиеничарки, на жените во продавници, во мојата зграда дуќанчињата. Така да ви кажам, Така еве, со оглед на скапи подароци немаше. Така, на што се должи според вас овој тренд на се поскапоцени подароци? Па веројатно невоспитани генерации на родители, што мислат дека со скапиот подарок обрнуваат внимание. Тоа е проблемот. Значи, еден цвет, ама нека е природен. И тоа е и доволно и многу. Меѓутоа, тие така замислуваат, моќ покажуваат со скап подарок. Што да правите, невоспитани генерации? Извинете што тоа ќе им го речам. А децата се радуваат кога подаруваат. Така, благодарам многу, еве, што се јавевте во Црвена линија и што споделивте, слободно кречам, од прва рака, бидејќи вие сте доживотниот, односно работниот век бевте во образовниот процес. Сега веќе дојде времето во Црвена линија да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата на прашањето дали се сквернави и поценува 8 март како празник. Резултатите се следни. Со да одговорија 69%, а со не одговорија 31%. Продолжуваме со реклами, а потоа во студио со мене. Останува при се да ви се заблагодарам на сите вас кои што ја креиравте оваа денешна Црвена линија, но нема да изоставам во името на целата редакција на Црвена линија во пресрет на утрешниот ден на секоја жена, секоја дама, да им го честитаме Меѓународниот ден на жената, 8 март. Останете со програмата на Телма, а јас и вие се гледаме стандардно во понеделник во терминот за Црвена линија.